Прв школски ден. Ден за кој што некои имаат кошмари, а пак некои се радуваат. Да кажам први неколку ствари пред да почнам со видеово. Прва ствар која што сакам да кажам е ова видео е спонзорирано од најдобрите, највкусните и најосвежителните сокови Next Joy. Ова не го кажам затоа што ме спонзорираат, туку затоа што се стварно многу вкусни и стварно многу освежуваат. Пробајте, ќе видите. Втора ствар што сакам да кажам е имам нова камера. Можам слободно да се пофалам дека конечно земав full frame камеру мојот живот, за кој што ми беше стварно сон. Тие што ме следат на Instagram сигурно имаат видено, тие што не ме следат, што чекате, почнете ме следите. Стојан не само што ставам ствари за мене, мислам ставам ствари за вас, како на пример мимс и видеа. Трета ствар што сакам да кажам е дека ќе пробам, ама најсериозно и најреално ќе пробам да бидам поредовен и покреативен како што бев на почетокот. Знам дека голем дел од вас ќе ме сватат, другиве нема да ме сватат, али као поминувам низ период од животот кој што малце ми е потешко и не сум толку креативен и не можам да се снајдам најдобро, но ќе се потрудам и стварно ќе се вратам на мушки што се вика. Ќе бидеме пак најболе, бацињата како и секогаш, останете до крај, бидете бациња. Да продолжиме со видеово конечно, но пред се. Значи вака, претпоставам дека секој кој што го гледа видеово иде во школа, секој го има поминато првиот школски ден, првиот школски распуст, првата школска симпатија и така натака. Сега, постојат два типа на луѓе. Првите се тие кои што едва чекаат да почне школската година и вторите се тие кои што не сакаат да заврши летниот распуст. Вториве се интроверти. Првата група се дели на две подгрупи. Првата подгрупа е тие кои што едва чекаат да отидат во школа да се дружат со другарите и да научат нешто ново. А вторите се тие кои што сакаат да почне школската година само за да учат. Сега да не испадне дека јас учам, вас да не учите, чекај, уствари тоа е учење. Како и да е, нормално отидеш во училиште за да учиш, затоа се вика училиште, но многу е подобро кога учењето ќе го доживееш преку забава, преку игра, преку дружење. Училиштето не учи на многу битни ствари, кои на пример математика, физика, хемија, биологија, спорт, но пред се не учи на една многу битна работа која што не е предмет во школа, а тоа е животот. Од првиот школски ден ние сме пуштени помеѓу комплетно странци кои што никогаш во животот не сме ги виделе. Со тек на време се зближуваме со нив, стануваме пријатели, стануваме уште подобри пријатели, можеби некои ќе ни бидат дури другари низ целиот живот. Ништо не се знае. Почнуваме да запознаваме нови луѓе, да учиме добри и лоши ствари од нив. Почињаме животот да го гледаме малце поинаку. Од овој момент понатака ќе зборам за мои лични искуства и мои лични размислувања, така да немојте да зборите околу тоа. Кога почнав да одам во основно, започнав со тек на време да создавам пријатели. Поточно уште од првиот ден. Буквално бев толку опуштен тоа време што едноставно минев и викав здраво, јас сум Стојан. Здраво, јас сум Стојан. Запознав многу луѓе за краток период за кој што претходно не сум ни слушнал, не сум ги ни видел, не сум ги ни знаел. Дел од нив ми станаа добри другари со кои што се дружев и пред часови, после часови, со дел од нив уште се дружам. Секој ден ми беше ново искуство, нова животна лекција. Секој ден учев нешто ново. Кога бев во основно си мислев дека ги знам сите непаметни луѓе на светот и сите најлуди луѓе на светот. Си мислев дека тоа е тоа. Тоа е горната граница, тоа е долната граница, нема повише од тоа. Едно време нека седмо основно си мислев дури дека јас сум дел од тие најлудите и почнав да правам глупости и такви ствари, не е битно, пубертет. Помина се тоа и дојде време да се запишам у средно. После првата недела у средно, уствари сватив многу битни ствари. Не дека сум грешил, али едноставно 10 пати сум ги гледал поблаго стварите. За секој човек кој што мислев дека е најлуд, имаше 10 пати полуд од него. За секој човек кој што мислев дека е најпаметен, имаше 10 пати попаметен од него. Мислам, не сум сгрешил ја што сум мислел, него едноставно светот ми се рашири за 10 пати. Видеово се вика прв школски ден, а ја не зборам веќе ништо за тоа, али нема врска. У средно ќе сретнеш типац кој што ќе уринира во ќош во училница и ќе го избркаат у школа. Ќе сретнеш типац кој што ќе фрли петарда во хартиена канта и ќе направи пожар. Овие два примери се чиста вистина. Настрано тие лудите и тие паметните, средното ми беше еден од најдобрите периоди во животот. И основно ми беше супер, али средно е некако поинаку, поинтензивно, не знам како да ви кажам. Во средно доволно си голем за да можеш да создаваш посериозни пријателства, а доволно си мал за да имаш било какви поголеми обврски. Едноставно имаш многу време. Имаш време да создаваш пријатели, да учиш ствари, да го живееш животот едноставно. Започнуваш да искачаш надвор до покасно, голем дел фаќаат девојки со кои што идат подолго време и така натака. Секоја наредна година уствари помалку сакаш да завршиш средното школа, али се што е убаво кратко трае. Поминува времето, доаѓате до последна година, матурирате, завршувате со школа и со поголемиот дел, за жал или пак за среќа, веќе не сте во контакт како што сте биле во средно.
останувате неколку пријатели кои што ќе се дружите најверојатно до крајот на животот. Тогаш доаѓаш до момент каде што треба да одлучиш дали ќе се запишеш на факултет или ќе продолжиш да работиш. Ги имам пробани двете ствари и во двата случаева ќе запознаете еден нов свет, многу поразличен од претходниве два. Исто како што си мислите дека во основно ги знаете најбудалите и најпаметните, а во средно сваќате дека се 10 пати многу полуди и многу попаметни од друга страна. Кога ќе завршите средно и кога ќе треба да се запишете на факултет, ќе сватите дека постојат милион пати попаметни и милион пати полуди луѓе. Верувајте. Ја ги пробав и двете ствари, како што кажав, се запишав на факултет, на електро, првата недела помина тапа, скоро никој не знаев и сите си бевме некој свој различен филм, никој немаше таков контакт како што имавме средно, немаше таква хемија помеѓу луѓето. Како што кажав, како што постои период помеѓу основно и средно, постои период помеѓу средно и факс. Каде што кога ќе отидеш на факс, мислам на факс идат нормално тие попаметните кои што сакаат да се дошколуваат, али помеѓу тие паметни, кои што се стварно паметни, ќе најдеш некој стварно до толку што е будала, што се запишал на факс затоа што е толку изфилтрирана будала, што нема да си веруваш дека постојат такви луѓе. Значи, тоа што си мислел дека усредно е будала, ова е, значи не можам да кажам дека не е нормален, дека е будала, тоа ти е чисто легенда. Сите такви луѓе ќе ги наречеме легенди. Значи на факс можеш да сретнеш типот кој што 20 минути за пауза става парички во апарат кој што е за јадење, знаеш, за грицки и за благи ствари, 20 минути без престан ги става парите, му паѓаат одоздола, па ги става парите, па му паѓаат одоздола, завршува одморот, ги остава парите у машината, се нервира и си оди на час. Исто така на факс можеш да сретнеш типот кој што секој одмор јаде по 1 кило наполитанки сам. Секој ден, буквално. И овие два примери се чиста вистина. Ако решите да не се дошколувате на факс, односно да правите пари и да терате да работите, ќе запознаете уште поголеми легенди, верувајте. За овие нема да ви кажам пример затоа што можеби некој ќе се пронајде дека ќе гледа видео, затоа ќе бидам воздржен. Школата е многу добра ствар, особено средното. Имајте убав крај на школски распуст и убав почеток на школска година. Се гледаме у наредно видео. Чао.